При крај е уредувањето на дворот на Исак Челеби џамија во Битола. Џамијата која пред 2 години комплетно беше реставрирана. За неполн месец ќе добие и комплетно нов двор со фонтана. Од битолското муфтиство велат дека работата е во тек, а по завршувањето на светиот месец Рамазан ќе заврши уредувањето на просторот околу џамијата, која секојдневно ја посетуваат голем број на туристи. Се надевавме дека може би пред да почне посто, но ете остана, после изгледа кај да е кон крајот, и тоа ќе биде нешто фасцинантно, посебно партнерното уредувањето на паркот, со клупи, со многу убави цвеќина, кои се професионални фирми го изработуваат. Тоа не е обично садење на трева само, него има, можам да кажам, 20-30 врсти на цвеќина и готови дрвја посадени. Осветлувањето е нешто фасцинантно, оградата, да не дискутираме, нема човек кој ќе помине да не ја бендиса на џамијата. Особено атрактивна за туристите ќе биде фонтаната која се наоѓа во дворот на џамијата. Таа ќе биде специјално направена со посебни пумпи за вода, кои на повеќе начини ќе прскат вода. Фонтаната која се надеваме дека ќе биде нешто во градот посебно, која според проектот и реализаторот на проектот, фонтаната треба да биде со посебни помпи за прскање на вода, која ќе биде различно при секоја пригода. За посебни делегации ќе има посебна прскање на вода, за празници државни, за верски, за секојдневни. Значи ќе биде со неколку начини на испуштање на водата на најмодерен начин. Значи од 21. век кои се користат методи во светот за најубави фонтани. Тоа е богатство за нас како исламска заедница, ама пред се богатство и за цел град. Бидејќи тука тој круг ќе биде отворен за секој еден граѓанин на град Битола кој ќе сака да одмори, подсенка, свежа вода и да се прошета, тоа ќе биде убавината на нашиот град. Исак Челеби и Хајдар Кади џамијата во Битола беа реновирани и реставрирани со донации од Турција. Денес се туристичка атракција во градот, низ кој секојдневно поминуваат голем број на туристи.